Поголем број крави се задавени синоќа во селото Пресека од волци кои што ги нападнале говедата и ги умртвиле. Сточарите кога дошле утрово ја забележале катастрофата, кога на поголемо растојание меѓу себе ги здогледале мртвите животни. За 6 крави сточарите веќе знаат, но се претпоставува дека многу поголем број крави се удавени синоќа во селото Пресека од волците. Вакви случаи се случуваат многу често во овој дел од планината, посебно во оваа и во претходната година, кога ловот е забранет. Дали можеби хајка на волци може да ја спаси стоката од вакви состојби? Има тука 2-3 негде удавени. Видено, а има надолу може повише. Од онаа страна има негде 5-6 кажуват. Од другата страна удавени. И така, вци има пуно, браниме се. Некна ја ги видохте, тука те горека, јас бех горека, тука 2 наидоа. Тука 2 наидоа, јас дека онадејди, 2 наидоа, ја ги видох онадех, ако не бех и моите ломти направи. Ја имам 17-18 стелиња. И со сетира се браним, одим со сетира, со такова, немаме оружје и така. И некна тука онадех на мен нападнаа и избегаа. И онаде ја ги изгони и послека ја ги натам врна онаде и после се ту напаѓали по овие онадели и вчера се ги овие тука онадели оваа сад удавили, онаму кој има една удавена и има надоле још и гледам и тука гледам надоле има испопаѓано изгледам надоле кабаѓи, а до една страна обизико има там негде 5-6 кажуват. Ајка организира преку општината. Едноставно преку општината, ајка да се организира, да дојдат, да прошетат, да онаат, да се истепа, да се намали што друго. Инак нема да има стока, народ не може да чува, мора да ја продае. Сточарите велат дека самите собственици на животните треба да внимаваат да не доаѓа до вакви немили настани, а не да ги пуштаат на милост и немилост. Стоката не е крива, него е крив газдата. Он зима субвенции за тие таква, он има право, плаќат му овчар, говедар да речеме, како штаму, да плаќа осигуран, да се да дава давачките, државата му не онаде, а он не ги плаќа, он не ги рани ни зима ни лете. Цело лето се тука, цело зимо се тука. Хајката, ако ги погнат вуците од тука, ќе одат горе у другото село, ќе одат у третото село. И таму стока има. И таму ќе напаѓат. Оно е диво, гладно е, и оно дека најде таму прае. Направената штета доправа ќе се утврдува, велат сточарите, но јасно е дека мора да се стави крај на ваквите настани, заради животните и заради штетите кои што ги прават крволочните животни. Ловното здружение Осогово не е концесионер на ова место и затоа се оградува од било каква информација во врска со задавените крави.